водство на оваа чудесна компанија која што се собира е придодаден и Љупчо Георгиевски. Со сиот респект. 90-те години за мене Љупчо беше вистински лидер на ВМРО. Ние ја следевме неговата харизма, верувавме во неговите идеи дека се бори за Македонија. И ВМРО ДПМН имаше навистина во 90-тите еден чудесен елан, имаше една младечка енергија, една исконска поврзаност со историското ВМРО. Се уште беа живи Ѓорѓи Доцев, една плејада на луѓе судени за ВМРО меѓу 45 и 90 година, за кој што сум објавил книга во едицијата Црните страници на УДБА, нивните досиеа, они беа сите инкорпорирани во тоа ВМРО. Имаше една животна енергија дека се создава таа Македонија, се бориме за таа држава, ја инкорпорираме во Европа, бидејќи и географски, и исконски, и културолошки, и припаѓаме на Европа, односно Европа не припаѓа на нас, бидејќи добар дел од вредностите потекнуваат и писменоста и така натаму од нашите простори, да не речам од кај нас, оти ќе биде егоцентрично, ќе биде нели антички Македонија до Индија и така натаму, не сакам да не влегувам во тоа. Но Љупчо Георгиевски од моје време и Љупчо Георгиевски од твое време се различни. Ние го знаевме пред да има пасош, пред да навлезе, според мене, значи ја и денеска го почитувам, да не се разбереме погрешно, пред да навлезе во вендета, во една крстоносна војна против македонскиот народ, мислам, сега моја интимно размислување, поради неправилната квантификација и почит која што ја доби назад за борбите што ги правеше во 90-тите. Затоа што беше симнат во 2002, за жал он не беше доста вешт во пиар секторот, тоа што го правеше не се знаеше доволно меѓу масите и беше растргнат од денешното СДСМ, тогашните, не знам, Бучковски, Шекеринска и така натаму, кои што се денеска кај Таче, кај нив постои какво такво идеолошко единство, добро се знае што е левица, се знае дека не е битно име, се знае дека не е битна историја, се знае дека не е битно наследство, се знае дека не е битно знаме, го сменија, се знае дека не е битен грб, остана комунистичкиот грб и така натаму. Значи, повторно правам ограда, за да сватите дека за мене левицата е прочитана, демистифицирана и завршена работа. Нити можам, нити сакам да бидам во аналитичарите од тој дел, бидејќи они имаат континуитет. Континуитетот е изразито недржавотворен, не македонски и така натаму. Граѓанство, југословенство, србоманство и така натаму. И затоа пак ги направив оградите. И да се вратам на Љупчо. Љупчо беше тоа што беше. И секоја чест беше премиер, беше председател на ВМРО ДПМН долги години и постигна одредени работи. Дури имаше и одредени предлози како да се решаваат стратешките наши прашања, како на пример проблемот со името, имаше план да го реши за меѓународна употреба едно, но уставот да не се менува, да остане Република Македонија, ќе останеа документите, личните карти, пасошите, така натаму Република Македонија. И тоа ќе беше далеку подобро решение за нас. Немаше да бидеме изложени на вакво понижување и оваа мизерија во која што денеска живееме. Но тоа беше тогаш. Не се разреши, ја започна својата вендета, во таа своја вендета влезе во сојуз, коалиција отворена, има свој пратеник денеска со СДСМ. Значи, учествуваше доброволно, дали добронамерно, вие ќе судите, во промената на името, истото што го кажав претходно, промената на уставот, промената на преамбулата, воведувањето на двојазичноста, прекројувањето на Македонија со преамбулата во подтерк на Охридскиот рамковен договор, кој што исто така тој го подпиша, значи во една нова Македонија. Една Северна Македонија која што нема никаква врска со Република Македонија од 90-тите.